Регионални вести на КТВ добро вечер. Успешно се спроведува проектот Подвижни рурални аптеки во земјава, вели во емисијата ТВ Објектив директорката на Агенцијата за лекови, доктор Марија Даковска-Серафимовска. Таа во емисијата говори за контролата и регистрирањето на лековите. Емисијата во целост ќе ја следите во петок со почеток од 21 часот. Согласно законот за лекови, во секое населено место каде имаме до 3500 жители, требаше да се отвори рурална аптека, а населените места кои има до 1000 жители, значи кои што има помалку, беа опфатени со проектот на подвижна аптека. И едниот и другиот проект заживеа и задоволството се гледа повратно од самите пациенти, затоа што целта на овие проекти беше да се овозможи на пациентите достапност на овие лекови во местото на живење. Овие проекти се директно врзани, во тесна врска се со руралниот доктор, како проект исто кој одеше на Министерство за здравство. Идејата беше, значи, кога ќе помине руралниот доктор, веднаш после него, истиот ден или ден подоцна, да помине аптеката и да пациентот го добие лекот во местото на живење. Значи, предходно кога спомнавме за цените на лековите, дека имаме единствени цени, меѓутоа тоа ништо не значи ако вие не им овозможите достапност. Ако мора пациентот да оди до градот за да го набави тој лек, и на почетокот имаше малце, да кажам, извесен период од неколку месеци, имаше малце недоверба кај луѓето, дали ќе помине подвижната аптека, дали нема да, сепак стравот, ако случајно не помине, да не останат без лек. Често пати се случуваше да се симнат до градот за секој случај да го набават лекот, меѓутоа сега, еве после 6 месеци да кажам, сега веќе кога видоа дека аптеките контролиран, постојано, континуирано поминуваат на терен, веќе имаат и телефонски броеви, па често пати знаат и да се јават и да кажат што им е потребно дополнително да им биде доставено. Веќе забележуваме се поголем број на реализирани рецепти во тие населени места, што не радува нас, затоа што велиме дека пациентот ја добива комплетната здравствена заштита во местото на живење. Кога велам комплетна, значи поминува и лекар, добиваат и терапија. Имаме се поголем број на реализирани рецепти, што укажува дека веќе пациентите се навикнаа на еден ваков начин, се навикнаа дека тоа постои, дека тоа функционира и дека нема простор за било каков сомнеш за секој случај да се набави лекот, да се оди до градот и така натака, а имаат и можности, значи, телефонски да ги контактираат подвижните аптеки и дополнително, ако има нешто потребно, да нарачаат и да им биде истото доставено до местото на живење. Така да во секој случај ова е еден проект кој дава позитивни резултати и на терен ќе продолжи да се спроведува. Ќе продолжи секако и на терен имаме и позитивен фидбек од страна на жителите на тие населени места кои биле, да кажем, заборавени некогаш во времето и сега некако им се овозможува да добијат здравствени услуги во местото на живење. Телевизија КТВ денеска одбележува 25 години од своето постоење. На денешен ден пред 25 години започна со работа локалната телевизија КТВ 41. Со сигнал се покриваше општина Кавадарци со сите населени места. Потоа од репетиторскиот пункт Љубаш програмата можеа да ја следат и гледачите од Росоман, Неготино, Градско и Демиркапија. Благодарение на професионалното работење и објективноста, од јули 2013 година телевизија КТВ прерасна во регионален медиум кој располага со современа дигитална опрема. Во овој момент ги покрива општините Кавадарци, Неготино, Велес, Росоман, Градско, Свети Николе, Лозово, Чашка и Демиркапија. Во информативната програма се покриени најважните случувања од овие општини. Телевизијата секогаш се води од начелото, граѓаните да бидат навреме и објективно информирани. Во овие 25 години тоа е пракса. Објективноста која е наша водилка направи КТВ да ужива висок рейтинг и доверба кај гледачите од Вардарскиот регион. КТВ е најгледана телевизија во Вардарскиот регион, покажуваат и резултатите од анкетите кои ги објавува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Покрај информативната програма, големо внимание посветуваме и на едукативните емисии, пред се едукацијата за земјоделците, бидејќи главно занимање на голем дел од населението од овој крај е земјоделството. Голем дел од просторот посветуваме на образованието, културата. Децата се исто така главна цел во нашата медиумска понуда. За нив подготвуваме детски образовни емисии. На нашата програма застапени се најразлични содржини наменети за целата публика. Со исто темпо, со голем ентузијазам продолжуваме понатаму. Остануваме ваша телевизија и во наредниот период, како и досега, објективни и на ваша страна. КТВ ќе продолжи да ги следи технолошките достигнувања и ќе инвестира во технички развој. Почитувани гледачи, благодариме за досегашната доверба. Исто така благодарност и до нашите деловни партнери кои препознаа дека користејќи ги нашите маркетинг услуги многу поуспешно ја остваруваат својата цел. По повод јубилеот 25 години работа, честитки до КТВ телевизија упати и градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. Од мое и од име на општина Кавадарци ви го честитам јубилејот 25 години од работењето. Општина Кавадарци во сите изменати 25 години има исклучително коректна и добра соработка со телевизија КТВ. Понатаму во честитката од градоначалникот стои: вие како медиум со новинарскиот и техничкиот кадар во овој период прераснавте во релевантен и респектиран регионален ТВ медиум. Во последните 7 години од вашето работење во кој функционира и актуелниот градоначалник, со ваша помош, кабинетот на градоначалникот, советот на општината како и општинската администрација имаа можност правовремено и објективно пред граѓаните да ги пласираат сите своји активности. КТВ телевизија помогна многу во остварувањето на една од главните задачи на општината, а тоа е транспарентното работење, зашто во оваа прилика ви упатувам благодарност. Со желба за понатамошна успешна соработка, уште еднаш ви упатувам честитка по повод вашиот голем јубилеј. Стои на крајот во честитката од градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. Со проектот Македонија вработува 1 во општина Неготино се вработени 156 лица. Во општина Неготино остварена е целта на проектот Македонија вработува 1 за придвижување на економијата и за брзано отварање и создавање на нови работни места во приватниот сектор преку финансиска поддршка од државата, за намалување на трошоците за вработување на невработени лица од различни возрастни групи, информира раководителот на Центарот за вработување во Неготино Кристина Чадамова, подкрепувајќи ја оваа констатација со следните факти. За период од 1 година од стартот на овој проект во општина Неготино преку проектот Македонија вработува 1 се вработиле вкупно 156 лица, а по возрастна структура до 29 години 71 лице, од 35 до 50 години 28 лица, на возраст над 50 години се вработиле 39 лица, од ранливите категории 2 лица и над 58 години 16 лица. Инаку на државно ниво оваа програма на Македонија и донесе 19.000 нови вработувања со користење на мерката од страна на повеќе од 10.000 компании, што пак придонесе само преку овој проект стапката на невработеност во земјата да се намали за 2,8%. Деновиве пак стартуваше и проектот Македонија вработува 2, кој ќе трае во наредните 12 месеци, кој е уште една поголема шанса за компаниите да отварат нови работни места со намалени трошоци, а невработените да си најдат свое работно место. Сите заинтересирани фирми кои го исполнуваат основниот цензус да не го намалиле бројот на вработените заклучно со мај и да ги имаат платено сите придонеси и даноци, веќе може да аплицираат за новата владина програма Македонија вработува 2, вели Чадамова. Честитки до сите припадници на муслиманската вероисповед упати градоначалникот Александар Панов по повод празникот Рамазан Бајрам. Почитувани сограѓани припадници на муслиманската вероисповед, без разлика на вашата етничка припадност, дозволете ми во мое име и во името на граѓаните на општина Кавадарци да ви го честитам еден од најсветлите исламски празници Рамазан Бајрам. Ви посакувам празникот да го поминете во радост, во хуманост и хармонија со семејството меѓу своите пријатели и соседи. Овие денови на празнична радост, кога се јакнат вредностите на толеранција и меѓусебно разбирање, нека бидат денови на општо прифатување
вработените хумани човечки вредности. Празникот Рамазан Бајрам ви го честитам со наискрени желби за успех. Посакувам токму во овие денови да ги зацврстите нашите вековни принципи на градење на мултиконфесионална Македонија, во која нашите граѓани, христијани и муслимани од секогаш знаеле да живеат едни со други, а не само едни покрај други, без разлика на нивната верска или етничка припадност. Уште еднаш ви го честитам големиот празник и ви посакувам многу здравје, среќа, радост и духовен мир, а духовниот мир нека ви донесе успех во сите полиња и дејности на вашите животи, се вели на крајот во честитката од градоначалникот Александар Панов. Младинскиот центар Креактив Кавадарци продолжува со активностите на неформална едукација за младите. Младинскиот центар Креактив Кавадарци веќе 6 години поред работи на неформалната едукација на младите кои се на возраст помеѓу 13 и 25 години. Овој центар не работи само со младите од локалната средина, туку и со млади од бројни земји. Ова е една од оние активности која што ги опфаќа неформалните алатки за неформална едукација, но и воедно и информална едукација. Ова значи дека млади од повеќе различни држави доаѓаат да учествуваат на така наречени младински размени, кои што им служат како алатка за да стекнат нови знања. Конкретно оваа младинска размена беше фокусирана на темата изработка на видео стоп анимација и тоа значи дека овие 9-10 дена додека младите учесници од Белгија заедно со младите учесници од Македонија и од Кавадарци изработуваа видео стоп анимација на теми кои што тие одлучија дека се важни за ова општество во кое што живееме. Половина од програмата за оваа младинска размена се реализираше во Неготино, во манастирот Свети Ѓорѓија, а вториот дел од размената се реализираше во Кавадарци. Вкупно учествуваа 15 млади од Белгија и 14 млади од Македонија. Овој проект се реализира благодарение на успешната соработка на Младински центар Креактив со двете белгиски организации, Груп Интро од Белгија и Младинската куќа Зенит од Белгија исто така. Веќе од минатата година јас и мојата соработничка Тина од организацијата Зенит од Белгија планиравме и сакавме да изработиме проект кој што еве сега го имплементираме, но тогаш се уште немавме најдено партнер од друга земја. Минатата година во ноември бев на конгрес во Словенија каде што ја сретнав Александра Ристова од Младински центар Креактив од Македонија и овде дојде идејата и се создаде конекцијата за реализирање на овој проект. Кога се вративме во земјата, веќе почнавме да го подготвуваме проектот, да ја пополнуваме апликацијата и да размислуваме како сето ќе биде имплементирано. И сега еве сме веќе овде, го имплементиравме проектот и навистина сме задоволни со резултатот. Сега на крајот од овој успешен проект се надеваме и веќе планираме да ја продолжиме соработката помеѓу трите организации. Здраво, јас сум Фани, волонтерка од Франција. Јас учествував на младинската размена и сум многу задоволна и среќна што учествував и не само како учесник, туку и помагав при реализацијата на активностите. Момент кој што ми се допадна е што за прв пат се обидов да имам улога да глумам во краток филм и тоа ме направи навистина среќна. Општина Велес од утре 5 дена ќе живее во знакот на фолклорот. Од утре 5 јули општина Велес станува фолклорен центар на Балканот. Започнува 13-тото издание на интернационалниот фолклорен фестивал Велес 2016. Свеченото отварање ќе се случува утре со почеток од 20 часот и 30 минути, а претходно ќе се одржи традиционалното дефиле низ градот кој ќе започне од 19 часот. Овој 13-ти интернационален фолклорен фестивал ќе започне утре на 5-те фестивалски вечери. Програмата ќе започнува од 20:30 со исклучок на свеченото затварање кое ќе започне од 20 часот. Велес по 13-ти пат ќе биде домаќин на музиката и фолклорот, а на истиот ќе настапат 11 странски ансамбли и културно-уметнички друштва, Тореон од Мексико, Дукат од Србија,
Којем од Турција до и на Бараганлу и од Руманија, ансамблите Актавис, Бански старчета и Малешевци од Бугарија, Миетновијаци од Полска, Искра од Црнагора, Бабо од Грција и македонскиот ансамбл Македонски бисери кој ќе гостува од далечната Австралија. Освен гостите, домашниот фолклор ќе го промовираат и десетина културно-уметнички друштва, велат организаторите. Инаку главен покровител на фестивалот е општина Велес, која упати отворена покана до сите граѓани и годинава масовно да ги посетат сите фестивалски вечери. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Кон крајот на денот облачноста ќе се зголемува, ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северозападен правец. УВ индексот ќе изнесува 8, а температурата ќе се движи до 34 степен. Во среда попладне локално ќе има нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилување на ветерот. Во четврток преку денот ќе преовладува променливо облачно, ветровито и посвежо време со услови за локален краткотраен дожд. Ќе дува умерен до засилен северен ветер, до шповардарието на места ќе достигнува брзини над 70 км на час. Со информацијата за времето го завршуваме денешното издание на вестите. Ви благодарам за вниманието, имајте убава и пријатна вечер.